Не е лесно да се биде лидер на Дуи. Сите околу него се обидуваат да му угодат и да го одоброволат, а тој никако да им направи кејф. Среќа што е прониклив инаку без и да очекува. За епте многу да го израдуваат и сакале дури да му ја подарат техничката влада. Дури заговаравме неколку негови најблиски соработници, започнавме еден процес да го убедиме да биде тој првиот премиер Албанец, но не успеавме да го убедиме. А како мислевте вие тој да биде без да му кажете? Па да го изненадиме. Неочекувани случаи и потенцијални изненадувања очекуваат многумина. Уште не е згасната надежда дека таа северната наеднаш ќе исчезне, ама веруваат дека тоа не може баш сега оти врз техничката, има силен мониторинг. Инаку, кај да е, сигурно ќе се случи. Чекај кога ќе седнат во фотелја, сега не можат, ги посматраат овие од надвор западните сили, странците кога ќе го завземат тронот, тогаш ќе покажат се колку ја сакаат Македонија и дека ќе променат се. Некои па и не очекуваат ништо, па повикуваат на продолжување на отпорот. Никој не може да ја наметне северна, па треба да се бойкотира вадењето пасоши и лични документи. Уверени се дека тоа не бива со сила и ако треба, и корења ќе се јадат. Лични карти морале со Северна Македонија до крај на година. Абе, има народ да се повика, да не излага, да не признае нелегитимно решение. Се плашат, знаеш, на база на страв ги паќаат. Нема да можеш да си земеш пензијата, платата. Ако, јас ти реков, замрзни, све ќе видиш. Прво банките ќе рокнат. Пред тие да рокнат, мора да се обзнани дека и тие се дел од мастер планот, од заговорот против оваа држава. Не е доволно јасна причината, но мора да се верува дека тоа што не бивало, не бива и евентуално нема да не биде, не е поради нас самите. Ова не е случајно, дел од планот на длабоката држава, дел од планот на Вавилонската блудница и незиниот неразхилив партнер, војниот профитер од таде барата, за бришење на се што е македонско. Затоа постојат политички структури и претенденти кои сметаат дека мора да се сврти страницата и конечно да се заборави на Западот. Тие што прогнозираа лош исход по кандидатурата и нудеа награди за неуспехот, го видоизменија планот. Наместо на слушателите, наградата лично ќе ја врачат на кандидатката. Телевизорот ќе биде смарт, одма тоа да ви кажам, малце поскапо чини, но ќе биде со Android, за да можете малку да се приклучите на 21. век, век во кој Енвер Хоџа одамна мртов, век во кој Чаушеску не е лидер, не постои Советски сојуз, не постои, но и најстрашно од се, не постои ни вашата Југославија. И на крајот, малку релаксирана атмосфера, без притисок од високата политика и големата геостратегија. И при крајот ќе финишираме, да кажеме така, со едни полабави теми, како што е русофилијата, која што ја чувствуваме и јас и мојот вечерашен гостин. Никој не треба да се чепка во емоциите, особено за убавата литература, за уметност, за културата. Ама не и за руската политика. Оти таа уме да покаже сета своја раскошна безчувствителност и бруталност. Лабаво, како што Путин финишираше со Навални.